много кратка и наистина немам намера да стана. И нема потреба никој во Скопје да ме фали, само сакам да кажам 3 работи. Прво, председател, за иницијативата за која баравте претходно референдум, морам да ве поправам дека кога се одобри иницијативата да дојде на Совет, вие рековте дека за референдум треба да се соберат 1000 подписи, меѓутоа во институцијата, а не на улица. И затоа ќе ве молам... Добро. Втора работа. Јас не можам да разберам како може 3 седмици со ред да разговарате тука за нешто кое не постои имагинарно, а во овие 4 години како советник во ниеден момент не слушнав некој да направи иницијатива да се запри иселувањето на младите кои одат како мигранти во странство. Битола остана без луѓе, без млади и вие денес разговарате, не само денес, 2 седмици наназад зборувате за нешто имагинарно, а она што е суштински проблем во Битола не го спомнувате. Навистина не можам да ве разберам. Втора работа. И јас ќе спомнам иницијативата за чист воздух, ќе спомнам иницијативата за паркингот, ќе спомнам иницијативата за копанки, ќе спомнам иницијативата за спортската сала. Навистина не можам да разберам како немате срам денес од ова место да зборувате дека вие сте загрижени за Битола. Апсолутно е срамота од ова место тоа да се каже. И трета работа. Од ова говорница се извадија еден куп документи. Јас само едно нешто можам да ви кажам. Кога јас од оваа говорница вадев документи дека во општина Битола има криминал, дека во општина Битола некој ја води од сопствениот стан, зошто не побаравте референдум граѓаните на Битола да се изјаснат? Зошто не побаравте? Срамота е денес, да, вие не сте суд, ама вие сте суд да каже дали ќе имало некогаш некде мигранти. Срамота е. Битола е уништена и на колена. И втора работа, значи не ви доликува на културата да довикувате одместо, а тоа го правите 4 години без аргументи. Само да викувате. Колега, ако бевте толку храбар, што не излеговте на подпишаниот документ од колегата Касабов да дадете своја изјава. Значи, вие тоа го мислевте и тоа, кажете го на вашите колеги, нека е така. Ако го знаете што уште дискутираме тука. Срамота е. Срамота и